Молк во ЈСП, Драги Кушевски, последниот во низата назначени директори во градското сообраќајно претпријатие, и денеска не сакаше да се појави пред камерата на Алфа и да одговори како планира да го реши колапсот со превозот. На портирница ни рекоа дека бил на работното место, но дека не можеме да се видиме со него. Добар ден. Добар ден. Да снимиме, може ли во гаражите со автобусите? Не може. Дозвола некој не може да ни даде? Не може. Значи, забрането ми е да ве пуштам на двор, што Директорот тука е? Тука е. Може да се видиме со него да се А слушнеме? не може. Дозволено ни беше снимање само од надвор. Оттаму можеше да се види дека во кругот на базата на ЈСП има десетици паркирани автобуси. Наместо на улица во сообраќај и ова утро автобусите ги забележавме паркирани во гаражата на ЈСП. Некои од нив беа пуштени во сообраќај да возат со последните литри гориво. Додека раководството молчи, од синдикатот на ЈСП за Алфа велат дека револтот е голем и дека состојбата е алармантна подолг период. Автобуси нема и нема да има ни во наредните денови. Возат само оние на метан, но тие се премалку за да ги устужат сите граѓани во метрополата. Се жалат и дека поради немањето нафта не ги викаат на работа и им ги кратат дневниците. Побараа оставка од Арсовска. Моментална состојбата е катастрофална во ЈСП и значи нема автобуси никако. На тие што се втора смена на работа да не доаѓат на работа поради нема автобус. Ама ако случај не оди на работа, они ден ќе му скратат веќе готово, нема да му пишат дневница денеска. И приватниците велат дека не можат повеќе да возат заради долгот кој го има ЈСП кон нив. Во наредните денови ќе возат редуцирано од 17 до 23 часот. Подолго време имаме веќе проблем, нели, со исплатата на средствата. Значи и летоска не работевме неколку месеци таму, односно возевме редуцирано. Значи работиме со загуба свесно. Сега поради тоа возиме редуцирано само трета смена, работни денови, додека сабота и недела од сабајле до 12 сат. Арсовска на градоначалничката функција во 2021 година дојде со ветување за бесплатен превоз за сите, но наместо тоа Скопјани останаа без никаков јавен превоз.